Zašto mirno je carstvo nebesno, blaženi se oni što plaća. Zašto ti će se utešat, blaženi se milostivite. Zašto ti se pomiluvani, blaženi se čistite po srce. Zašto ti će go vidat. Zašto ti sinovi Božji se, blaženi ste koga će gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te budu, tije će ja nasledat zemljata. Blaženi se gladni ten za pravda, zašto tije će se nasitat. Пишувајќи го својот докторски труд од обред до театар, почнав поинтензивно да живеам со словата на Бога и да го читам Светото Писмо и да разберам што значи живо слово, бидејќи во Светото Писмо се пишува во глава во Евангелието на Јован, на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. А бидејќи јас сум професор по сценски говор со техника на глас, слава му на Господа, на Факултетот за драмски уметности, и постојано размислував како едно слово што го зборуваат луѓето да стане живо, навистина Светото Писмо ми отвори една патека на разбирање, дар на мудрост, што би рекла Библијата, за да разберам што значи живото слово. Како едно слово, како што пише во Библијата, и словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. Како ние зборуваме за вселување на едно слово, телотворување, слово кое не менува однатре, слово кое не родува одново во Бога, слово кое е живо, делотворно и кое ни е дадено, затоа што е пишано Тројца се кои сведочат на небесата, Отецот, Словото и Светиот Дух, бидејќи Исус е наречен дека е Слово. Така да, ако им кажем на моите студенти од Факултетот за драмски уметности дека најголем учебник за сценски говор е Библијата, односно Светото Писмо, навистина таму има многу работи. Во зборовите, например, има живот и смрт и вие треба да изберете што озвучувате. Ако озвучувате смрт, негирање, вие добивате смрт. Ако озвучувате живот, живеете со тоа живо слово кое ќе ве промени, вие избирате живот. Денеска сакам да обрнам внимание на Евангелието според Матеј, 4, 5, 6 глава, кој сум го зборувал наизуст и кој навистина едно од како да кажам, светите текстови што поминале измени, што ги сум зборувал како да се мои од своје име, слава му на Господа. Ќе ви го прочитам. Значи, народот што седеше во мрак, виде голема светлина. И на оние што седеа во место на сенка смртна, им огреа светлина. Од тогаш почна Исус да проповеда и да говори. Тоа е таа позната проповед на гората. Беседата на гората, блаженствата. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога.
Ние зборуваме за луѓе чисти по срце што ќе го видат Бога. На едно место во Светото писмо се вели Господ ќе ви даде ново срце, милостиво срце, полно со милост, со благост, со плодовите на Светиот Дух. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божии. Она што Светото писмо го остава како основа е тоа дека постојат два типа на луѓе, базично коренито. Синови човечки, тие што не го спознале Господ Исус Христос за свој Господ и Спасител, и синови Божии. Овој стих е интересен. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божии. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е Царството Небесно. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови, лажно, заради мене, вели Господ Исус Христос. Видете, христијанството е религија на љубовта и суштински не е религија, туку ви дава можност да имате личен однос со Господ Исус Христос, не да читате научени, напишани молитви од други, туку да кажувате молитва од срцето. Значи секој ден да му се обратите на Бог, како што вели во Светото писмо, ако вие останете во моите слова, Исус, бидејќи Исус е Словото, тој е Словото, тој е Бог во Слово, нели, кој се отолотвори и стана тело, и на едно место се вели во Откровението и Словото ќе ви суди еден ден, нели, дали сте живееле по Словото, дали тоа живеело во вас. Ако вие останете во моето Слово, вели Исус, и го засакате, го љубите, и мојот Отец ќе ве возлюби и ќе дојдеме со Него и сокровиште во вас ќе направиме. Тоа подразбира вие да бидете богороден, да се родите во Бог, како што вели апостолот Павле. Не вие да живеете, туку Христос да живее во вас, да му предадете се на Бога. Вашето тело, вашата душа, вашиот ум, вашето срце, Господ да ви даде ново срце, нов ум божествен, да размислувате на божествен начин. Во еден стих во Библијата се вели во Петрово дека вие сте царско свештенство, род избран, кој премина од темнина во светлина. Народот што седеше во мрак биде голема светлина. Ние зборуваме за премин од темнината во светлината. На друго место во Библијата се вели, иако светлината што е во вас е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Значи, ние сме создадени по Божиот образ, по образот на небесниот, и треба да бидеме негови представници на земјата. Под тоа подразбирам христијанство, не подразбирам под религија, куп правила, поделени религиски заедници, деноминации кои се поделиле под толкувањето на Библијата. Туку препознавам браќа и сестри кои живеат во Словото и кои се препознаваат. Кога бев во Австралија, за време на Божик, поминав во моето мало каде што живеев, каде што бев сместен кај нашите роднини, поминав во многу цркви. Имаше 5, 6, 7 цркви. Во сите цркви Армија на Спасот, Евангелска Обрџинска црква, Пентакосална Романска црква, Методистичка црква. Некси секаде тие ме прифаќаа како брат, ме прашува дали верувам во Исус Христос, се молеа за Македонија, ме благословуваа. Тоа е еден пат на христијаните. Значи тие не осудуваат некого. Ние можеме да се поделиме во мали локални цркви и заедници кои действуваат на одредена група луѓе. Но знаете колка е земјината топка и колку луѓе има. Затоа се потребни луѓе кои ќе појдат и кои ќе бидат црква во движење. Црква сега и овде. Она што Исус го нарекува, кога двајца ќе се соберат во моје име, тука сум и јас. Или кога двајца ќе се согласат за една работа и побараат нешто од Отецот, тоа ќе се збидне. Че ние зборуваме за една црква кај што свештеник е Исус Христос, чија што глава ние сме органите. Тоа е црквата. Како што Исус ја возлюби црквата, така треба мажот да ја сака жената. Така пишува, а жената треба да го слуша мажот во Светото писмо. И видите, кога вие ќе живеете со тоа слово, во одредени ситуации кои ќе ве напаѓаат во животот, бидејќи овој свет е владен од кнезот на лагата, од сатаната, кој е исфрлен ангел, кој се побунил против Господ, вие ќе можете да се борите со словото, како што Исус, кога го искушуваше сатаната 40 дена во пустината, разговараше со слово од Библијата. Сатаната му велеше, ако си Бог, кажи им овие камења да станат лебови. А Исус му одговори исто со текстот Светото писмо, со самиот себе си, бидејќи тоа е словото. Но пишано е дека човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Значи, ние зборуваме за една духовна храна, бидејќи ако од него храните духот, тој е мртов. Духот е тој што оживува, телото ништо не помага, пишува во Светото писмо. И зборовите што ви ги кажа, вели Исус, е дух и живот.
Понатаму Исус ке рече: радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Суштински, вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина, ниту светило се пали и става под поклоп, туку на свекник, за да им свети на сите вкуки. Така треба, браќа христијани, да свети и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец небесен. Немојте да мислите, вели Исус, дека сум дошол да ги поништам законот или пророците. Не дојдов да ги поништам, туку да ги исполнам, зашто вистина ви велам, дори постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени, додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали законитости, најмал ќе се нарече во Царството Небесно, а оној што ќе ги исполни и поучи, тој голем ќе се нарече во Царството Небесно. Зашто вистина ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Интересно за христијанството, 25 стих од 5 глава. Измири се со противникот твој на време, уште додека си на пат со него, за да не те предаде на судијата, а судијата на слугата, и да бидеш затворен. Вистина ви велам, нема да излезеш од таму, се дури не го дадеш и последниот кодрант. Сте слушнале дека на старите им било речено: не прељубодејствувај. Јас пак ви велам дека секој што ќе погледне на жена со желба, тој веќе извршил прељуба со неа во срцето свое. Колку е тоа присутно денес во современиот свет. И еве уште понатаму, ако те соблазнува десното око, и извади го и фрли го од себе. Зашто подобро да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. Ако те соблазнува десната рака, исечи ја и фрли ја од себе. Зашто подобро да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. Сте слушнале дека е кажано: не колни се криво и заклетвите пред Господа и исполнувај ги. А јас пак ви велам, не колнете се воопшто. Ниту во небото ти тоа е престол Божји, ниту во земјата ти е подножје на нозете негови, ниту во Ерусалимот ти е град на великиот цар. Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да направиш бело или црно. Но зборот ваш да биде да, да, не, не, а се што е повеќе од тоа, од лукавиот е. Сте слушнале дека е кажано: око за око, зап за зап. Тоа е старозаветно. А јас пак ви велам, не противите му се на злото. Ако некој те удри под десниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. И ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му, и не го одбивај оној што ти сака нешто назаем. Сте слушнале дека е кажано: љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец небесен. Зашто тој го испраќа своето сонце да грее над лошите и над добрите и праќа дожд над грешните и над праведните. Зашто ако ги љубите само оние што ве милуваат вас, каква ќе ви биде наградата? Но бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец небесен. Ете гледате во неколку стиха од Библијата е содржана коренитата базична патека кон светлината, тесната порта што води кон животот, она што Исус сакаше да ви го каже, она што го направи тој, бидејќи пред да се појави Исус, луѓето правеа крвни жртви, колеа грлици,
telinja, prasinja, ne znam što kolea. Ostava krvni žrtvi se mačka so krvta i povtorno greša i povtorno se mačka so krvta. I togaš Otec od nebesan toliko go возлюби svetот, go isprati svoj sin Isus Hristos, Ješua Hamašija Adonai, Bog od Slovo, trojediniот Bog, jedan od trojsвото. И тој ја пролеа својата света крв, беше распнат, осуден, ги зеде гревовите на светот, го зеде сето проклество од секој од нас, ги зеде болките, болестите и страдањата. И повеќе нема потреба од крвни жртви, од курбани, од колење. Потребно е само да се покаете, да клекнете, да побарате прошка од Бога. Зашто во Библијата пишува нема ни еден праведен. Ако некој рече дека нема грев, тој е лажец. Зашто ние сме грешни по Адама, бидејќи тој погреши во Едемската градина. И потекнат од Дева, односно од сатаната, јадеше од дрвото на спознанието на доброто и злото и Господ го изгони и тој стана смртен. И секако, ако човекот можеше да ги издржи 10 Божји заповеди кои ги беше дадени преку Мојсеја на гората Синај, тогаш немаше да слезе Исус Христос. Исус Христос слезе, ја пролеа твојата крв за мене и за тебе, пријателе. И ако клекнеш и побараш прошка од Него, и им простиш на сите, и се откажеш од злото, се откажеш од сатаната, од сето зло, што си го правил. И ако почнеш да ја читаш Светото Писмо, да го читаш, зашто човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога, ти можеш да чекориш, да имаш личен однос со Исуса Христа и тогаш ќе разбереш дека нема, кај Исуса нема православни, католици, методисти, баптисти, евангелисти, нема. Сите сме едно во Исус, сите сме во еден дух напоени, сите сме Христови, како што ме прима мене во Австралија и ме благословува и ме остава да се молам со нив, дури да сведочам во цркви кои ме знаеа само 15-20 минути. Тоа е вистинско христијанство, бидејќи првата заповед е љуби го ближниот својот ближен како самиот себе си. И љуби го Господ својот Бог, втората заповед, со сето свое срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. На Македонија се случува живот во проклество, бидејќи таа не живее по Божите закони. Први, нема љубов, гледате колку се раскарани македонските политички партии. Втората приказна е проклетството што го носиме од минатото. Има неколку вида на проклетства, дури и македонската народна литература ги познава проклетствата, разликува демони на проклетства, демони на судбини, демони на болести и демони на состојби. Тоа се подразбира наследни демони, стекнати демони, само нафрлени демони и односно демони што си ги заслужиле со своите постапки, односно проклетства. Само нанесено, стекнато, наследено. Оно што го има во Библијата го знаеле македонскиот народ. Ако Македонија го избере Исуса Христа за свој Господ и Спасител и избере богоугоден човек кој ќе ја води, човек кој нема да краде, нема да лаже, нема да пожелува нешто што е туѓо, човек кој ќе живее по светите принципи на Библијата, односно по Исуса Христа, кој ќе го прими Исус Христос за свој Господ и Спасител, тогаш Македонија ќе оди напред. Зашто кој го победува светот? Оној што верува дека Исус Христос е некој Бог, Господ и Спасител, тој го победува светот. Оти светот го владее сатаната. И луѓето кои не веруваат и не знаат дека ние сме во духовна војна, дека се тоа што се случува еден план и борба за души, односно кој ќе го избере Исуса Христа ќе биде спасен. Зашто Исус вели, јас сум воскресението и животот, јас сум патот, вистината и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее, кој јаде од моето тело, вели Исус. Подразбира да живеете и да го јадете, да читате од Светото Писмо, зашто човек не се храни само од леб, ќе живее живот вечен, кој пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас ќе бидам во него. Ти благодарам, Татко Небесен, што ми ги отвори очите и ушите и срцето да се покајам, да го примам Исуса Христа за мој Господ и Спасител, што ми го испрати Духот Свети да ме крсти, со кого сум запечатен за денот на воскресението. Постапката да го избереш Исуса не е тешка. Едноставно треба да се покаеш за своите гревови, да клекнеш и да се покаеш и да прешеш прости ми Господа, не знаеш што правам, и да им простиш на сите, родители, роднини, пријатели, непријатели, на сите. Потоа да се откажеш од сатаната, демоните, од злото, како што вели Исус кој исцелуваше, оди и не греши повеќе. И потоа да го читаш Светото Писмо и избери некоја мала локална црква. Избери црква каде што се зборува за Светото Писмо, каде што не се читаат молитвите научени на памет, кои се зборуваат од срцето. Татко Небесен, ти благодарам што и овој ден си во моето срце. Ти благодарам што не стана, што ми ги движиш рацеви и нозеве, што ми ги отвори очите, што ми ги отвори умот, што ми ја дарува оваа беседа и проповед. Ти благодарам
što me obleče во Твојата љубов. Ти благодарам што го испрати Твојот единороден Син Исус Христос, кој умри за мене. И јас го избрав за мој Господ и Спасител, зашто е пишано, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. И јас викам, Исусе, 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 дојди во мојот живот. Води ме Господ Исусе Христе, да живеам победоносен и плодоносен живот. Ти благодарам што моите органи од органи на гревот се органи на Твојата праведност. Со Твојот стар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната се обидува да ги нафрли врз мене. Господи Исусе Христе, пишано е, покорете се на Господа, испротивставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Покорен сум Ти, Господи, му кажувам на сатаната, бега од мене, од мојот живот, од моето семејство, надвор од мене, сатано. Од мојата земја, од мојата работа, надвор од македонската земја. Ти благодарам, Татко Небесен, што ми даваш сила, што ми го даде ова слово, што ме крсти во Дух Свети, што ме научи да љубам, што ме облече во Твојата љубов, што ме научи да простувам, да се молам. Те молам за сите гладни, сиромашни, болни, за македонскава земја, да го испратиш Твојот мир, зашто Исусе Ти рече, мирот свој ви го давам, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше. Те молам, Господе, испрати го мирот во срцата на водачите на Македонија, на политичките партии, да живеат во Твојот мир, зашто Исусе Христе, Ти исто кажа, дојдете при мене, сите изморени, обременети, и јас ќе ви успокојам. Значи, вие треба да дојдете Македонија да посаке да дојде кај Исуса и да ви успокои, зашто јаремот му е благ, а бремето му е лесно. Господе, Исусе Христе, Ти благодарам што воведен си во мене, што ме наполни со љубов, што ми дозволуваш да сведочам за Тебе, да Те славам. И Господовата молитва која се кажува, ја кажувате, веројатно знаете дека се наоѓа во 5-та глава, односно во 6-та глава на Евангелието по Матеј, Отче наш кој си на небесата. Значи, тоа е молитва која е кажана исто така во беседата на гората. Таа е 6-та глава, од 9 до 14 стих. Тоа е молитвата која е кажал Исус лично. Тука се исто така запишани принципите на христијанството. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, како на небото, така и на земјата. Левот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукариот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Мир вам, мирот свој ви го давам. Мир вам, Македонијо. И не плашете се, не плаши се мало стадо. Не бој се мало стадо, вели Исус. Божјото царство е во вас внатре, зашто е пишано, блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Останете чисти по срце. Мир вам, Христови благослови. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божји се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат
se gladni ten zapravda, zašto ti je, keď se nasýta.